Податоците покажуваат дека во светски рамки, вклучително и во нашата држава, отпорноста на бактериите кон антибиотиците е растечка закана за глобалното здравје. Со цел да се подигне свеста за ризиците по здравјето предизвикани од отпорноста кон антибиотици и да се промовираат добри практики со цел ограничување на појавата и ширењето на отпорни микроорганизми, се одбележува Светската недела на свесност за антибиотските средства. Можам да кажем дека нашата држава е во она црвена зона. 2015 работевме еден проект да ги следиме сите пациенти кои доаѓаат со горни и долни респираторни инфекции, да следиме што им даваме, како ги лекуваме, како ги третираме и можам да кажем дека има еден благ пат. Апелот е до сите здравствени професионалци, доктори, сестри, фармацевти, аптеки, сите да го подигнеме свеста целокупна населението да антибиотиците не се земат на своја рака. Секоја година во светот умираат околу 700.000 лица како резултат на инфекции со бактерии отпорни кон повеќе антибиотици. Бројките се фрапантни, значи за жал откако се произведил првиот антибиотик, односно пеницилинот кој спасувал животи, милиони животи низ Европа и низ светот, сега доаѓаме во еден момент да нас, за жал, ни умират луѓе од тоа што немаме добар антибиотик со кој да го превенираме и да го лечиме тој пациент, затоа што е створена она резистенција кон антибиотиците од прекумерното земање, од земањето без контрола, од земањето непотребно на антибиотиците и имаме хипердозирање или во некои случаи и собдозирање. Да речеме има пациенти кои ќе им се најдат 2, 3, 4 апчиња дома од друг член на семејството или од претходно некое заболување, ќе го земат со тоа што не го сузбиле до крај, не ја сузбиле до крај инфекцијата, односно болеста. Отпорноста кон антибиотиците е причина за смрт на 33.000 луѓе во Европската унија секоја година и овој број постојано се зголемува.